Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за овие денешни околу 80 на минути. Одбележани 100 години од осветувањето на црквата Рождество на Пресвета Богородица во Тетовско Сарачино. И во Илиноис прогласен месец на македонското наследство во Соединетите Американски држави. Ќе ги обзнаниме имињата на 120.000 сонародници. Бугарија изгласа законски измени со кои јавно ќе се знае кој се зел пасош од оваа држава. Во Македонија се краде кому како му е при рака. Против медицинска сестра од онкологија се поднесе обвинение. Ги крадела лековите од работа и ги складирала во својот автомобил. Подрачното училиште Даме Груев од Битолско Долно Ризари, прво училиште кое ќе добие фотоволтаици во Битола. А на самиот почеток на емисијата да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве пред некој ден го празнувавме патронот на нашата црква, раѓање на Пресвета Богородица, и уште сме во големата радост цела недела на овој голем празник, оваа прилика би сакал да ја искористам да позбруваме малку за големината и значењето на овој празник. Твоето рождество, Богородице, Дево, му јави радост на целиот свет, зашто од тебе блесна сонцето на правдата. Со овие зборови, драги браќи и сестри, ја започнуваме богослужбата. Првата песна што се отпеа на утрената молитва и првиот тропар што се отпеа за време на литургијата започнува со нив. Така не повикува Светата православна црква сите нас, православните христијани, да земеме учество во радоста на овој голем ден, во радоста на праведните старци Јоаким и Јана. На овој ден се родило од Бога испросеното дете, која пораснала во достојна девојка, која од секогаш била, и ќе биде почесна од херовимите, пославна од серафимите и поширока од небесата. Девојка која се удостоила преку неа да се воплоти Синот Божи и Господ наш Исус Христос. Таа е девојката за која објави пророкот Исаија: ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Девицата беше Марија, ќерката на праведните Јоаким и Јана. Тие живееле богугоден и свет живот, се имале во изобилие, но сепак се чувствувале мошно и непријатно, и кога биле во друштво на своите блиски пријатели и роднини, и кога биле сами, годините одмидувале, наидувала староста, но Божите праведници ни за миг не изгубиле надеж. Напротив, тие од ден на ден ја зголемувале молитвеноста и ја подкрепувале со искрени солзи. Бил голем празник, се вели, од сите страни, како река, луѓе се движеле кон светиот град Ерусалим, за да принесат благодарствена жртва на Бога и со посебна радост да го одбележат празникот. Сите биле весели и радосни, само праведните старци Јоаким и Јана со тага во срцето ги гледале веселите и радосни лица на многобројните дечиња кои си играле во прегратките на своите родители. Само тие по Божја волја биле лишени од таква радост, всушност немале деца. Но што се случило?
Токму кога Јоаким пришол и тој да принесе жртва на Бога, со кој сакал да го умилостиви Господа Бога за да ја исполни неговата единствена желба, некој Рувим ја поттурнал жртвата на Јоаким со презир и му рекол: зошто пред сите други сакаш да му принесеш жртва на Господа и Бога? Ти не си достоен за тоа, бидејќи немаш рожба, немаш деца. И можете ли да предпоставите, почитувани христијани, драги браќи и сестри, колку го заболеле овие зборови и колку тешко ги примил светиот старец, посебно кога знаел дека со ништо не го навредил Божјото милосрдие. Без оглед на сето тоа, богогодниот Јоаким не паднал во очајание. Тој достоинствено се повлекол, излегол од Божиот храм и наместо дома се упатил далеко во пустињата. Таму ја продолжил молитвата за да го умилостиви се благиот Бог, со тврда вера дека нема да му ја отфрли искрената молитва. Таму останал 40 дена во пост и молитва, говорејќи: нема да јадам и нема да пијам и нема да се вратам дома. Молитвата и солзите кои мој нека ми бидат храна, а пустињата нека ми биде мој дом, додека не ме чуе и не ме посети Господ Бог Израилев. Боже на татковците наши, Ти си го дал синот на праотецот Авраам во неговата старост, удостој ми и мене со Твојот благослов. Подари ни рожба на мојот од Тебе благословен брак, за да можам макар и во старост да бидам родител. Неговата сопруга пак Ана, која останала дома сама без маж, со кого дотогаш ги споделувалела сите проблеми, постојано со солзи го молела Бога. Тешко мене осамената, отфрлена од храмот на Господа и Бога и пред сите понижена, керка Израилева. Во природата се раѓа и воспитува, се утешува со својот плод, само јас не знам за таква радост. Не можам да се споредам ниту со птиците небесни, ниту со земните зверови. Едните и другите Ти принесуваат свој плод Тебе, Господи. Не можам да се споредам ниту со земјата, таа преку своите плодови Те прославува, Оче небесен. Само јас сум неплодна, отешко мене, Господи, Ти, кој на Сара во незината старост и подари син, ја отвори утробата на Ана и го роди Твојот пророк Самуил, погледни на мене и чуја молитвата моја. Она што ќе го родам, ќе Ти го подарам Тебе, за да се прослави Твоето име и Твоето милосрдие. Додека праведната старица Ана така се молела, пред неа ненадејно застанал ангел Господов и рекол: Твојата молитва е услишана, Твоите воздишки ги надминаа облаците и Твоите солзи паднаа пред престолот на Севишниот. Ти ќе зачнеш и ќе родиш по благослов Божи, благословена керка. Преку неа ќе бидат благословени сите овоземни родови, бидејќи низ неа ќе се даде спасението на целиот свет и ќе дадеш име Марија. Пресрекната Ана дала ветување, велејќи: нека биде жив мојот Господ Бог. Ако јас добијам дете, ќе го дадам да му служи на Бога. Тогаш ангелот го снемало, а праведната Ана побрзала во храмот да му поблагодари на Бога. Кај златните врати во Иерусалимскиот храм го здогледала својот маж, праведниот Јоаким, на кого исто така ангел Господов во пустињата му соопштил радосна вест и го упатил и тој да дојде во Иерусалимскиот храм заедно со својата сопруга да му благодарат на всемогниот Бог и Спасител наш. Ангелското ветување во определено време се исполнило и праведната Ана родила женско дете и му дала име Марија, која подоцна станала мајка на нашиот Бог и Спасител Исуса Христа. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, закрилница и застапница пред Божиот престол, токму овде во нашиот храм, посветен на самото раѓање на Богородица. Нека по низините молитви Господ на сите парохијани овде, а и на секаде ни светот,
ни даруваат и телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да ја искористам да ве поканам утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја да ги пренесе нашите молитви пред престолот на нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Јубилеј 100 години од осветувањето на храмот Рождество на Пресвета Богородица беше одржан во Тетовско Сарачино. На денот кога се слави патрониот празник Рождество на Пресвета Богородица, литургијата ја водеше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. По завршување на литургијата беше изведен чинот на мал водосвет и беше прекршен празничниот колач. Владиката господин Јосиф во својата беседа пред верниците порача дека се радува што во годината кога се исполнуваат првите 10 години од формирањето на епархијата, во Сарачино освен празникот на храмот се слави и едновековниот опстој. Чувствувајќи ја денес таа празнична радост во овој храм, кој оваа година по 100 пат од осветувањето го чествува својот празник, мора да кажам дека храмот е најважното место за секој христијанин. Храмот е душата на секој град и село, она што е душата на човекот како личност и поединец. Тоа е храмот Божји за едно населено место и за сите христијани. Сиот човеков живот, би рекол, од раѓањето преку крштелниот купелот па се до погребот е нераздвојно поврзан со храмот, порача митрополитот. Тој потсети дека овие 100 години во овој храм се случиле безброј радосни моменти, но тој е сведок и на многу тешки народни мигови, преживеал војни, но останал да биде духовно прибежиште. Затоа секој од нас треба да се труди и во иднина да го чува и запази овој храм, кој го изградиле вашите предци и ви го оставиле вас, а вие пак како залог треба да се трудите овој заеднички дом да го сочувате за вашите чеда и внуци кои доаѓаат после вас. Храмот е најголемото заедничко наследство кое една генерација може да го добие од своите предци. Храмот е духовно лечилиште, место каде што сите заедно како црковна заедница се осветуваме и богоподобуваме за да го здобиеме вечниот живот, истакна владиката господин Јосиф. Црковниот одбор по повод јубилејот на храмот на својот надлежен митрополит господин Јосиф му поклони панагија со ликот на Пресвета Богородица. До осветувањето во 1923 година дошло до повеќегодишна изградба на црквата за која ктитори се верниците од Сарачино, а мајстор бил Андреа Трајковски од Лазорополе. Актуелниот црковен одбор има извршено повеќе обнови. Во 2012 година е изграден и летниковец, а во 2015 година е изградена и крстилница. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
твоите крилја. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
devojko, koja zemlja dalečna, ja nigde nemam videno toliko ljubava. Ko snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Nigde nemam videno toliko ljubava. Snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Гувернерот на Илиноис, J.B. Рикер, го прогласи септември 2023 година за месец на македонско-американското наследство. Ова, како што пренесува гласот на Америка на македонски јазик, е најнова од серијата одлуки за славење на македонската култура во Соединетите Американски држави овој месец, меѓу кои од градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, и гувернерката на сојузната држава Мичиген, Гренчер Витмер. Илиноис е дом на многу македонски американци кои придонесуваат културно, економски и филантропски, се вели во одлуката. Во неа пишува дека бројни вредни македонски доселеници помогнаа да се одржи американскиот предприемачки дух и се дел од историјата и културата на Чикаго. Гувернерот наведе и успешни македонски американци со бизнис во Чикаго, меѓу кои бизнисменот Мајк Зафировски, поранешен извршен директор на Моторола и Нортел, Дино Делевски, оснивач и тренер на младиската фудбалска организација Чикаго Инферно и повеќе други. Илиноис е втора држава во Соединетите Американски држави што го прогласи септември за месец на македонското наследство. Градоначалникот на Њу Јорк, Ерик Адамс, пак ја прогласи минатата сабота, 16 септември, за Ден на македонското наследство, кога македонското знаме се крена на Вол Стрит по повод 32 години независност. Овие резолуции и прокламации се на барање на обединетата македонска диаспора.
Во јули, републиканскиот сенатор од Индијана, Марк Браун, поднесе резолуција до Сенатот да се прогласи септември 2023 година за месец на македонско-американското наследство во Соединетите Американски држави, кога ќе се слават јазикот, историјата и културата на македонските американци. Резолуцијата прво треба да биде одобрена од Сенатскиот комитет за судство пред за неа да гласа Сенатот, но нема информации за нејзиниот сегашен статус. На оваа резолуција се спротивставија Сдруженијата на бугарите во Соединетите Американски држави, како и официјална Софија. Srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde. Milka za drug pojde, mamo, optleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani. Što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Македонија. Македонија. Бугарскиот политичар и европратеник Андреј Ковачев на својот Facebook профил ги поздрави измените во Законот за бугарско државјанство.
Тој најави дека според новите измени, Бугарија ќе треба јавно да ги објави сите странски државјани кои добиле бугарски пасош, односно, како што пишува тој, повеќе од 120.000 македонски бугари. На Фејсбук Ковачев објави: честитки за сите 180 пратеници, без ниту еден приговор или воздржан, кои на прво читање гласаа за измените на законот за бугарско државјанство. Мојата лична битка од повеќе 10 години конечно ќе стане реалност. Прво, церемонијата за добивање бугарско државјанство ќе биде свечена и јавна. И второ, регистарот на сите кои добиле бугарско државјанство е јавен. Со најновата измена, јавно ќе бидат познати сите наши сонародници од Република Македонија кои добиле бугарско државјанство во последните 22 години врз основа на докажано бугарско потекло и декларација за бугарска самосвест. Така овие над 120.000 македонски бугари, меѓу кои и многу поранешни и сегашни политичари, пратеници, министри, градоначалници, раководители на служби, раководители на партии, собственици на медиуми и телевизии, новинари, коментатори, како и нивните семејства, ќе бидат јавно заштитени од говорот на омраза и дискриминација на македонските институции за ова дека се чувствуваат бугари. Тие што се принудени да станат јавни бугари само за да го сокријат своето бугарско потекло и самосвест, нема да имаат повеќе причина да го прават тоа. Очекувам брзо усвојување и на второто читање и на измените на законот, вели Андреј Ковачев. Оди звездо, oди zvezdo senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Temnej tamu Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Blaze tebe, blaze tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe zimo ladna, si go imaš snegod. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima v zvezdo, i go dado psijot. Na
za tebe zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Oko moje,
Левица поднесе иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за именување на улици донесена од страна на Советот на град Скопје на ден 30 март 2021 година. Оваа одлука, смета Левица, е во спротивност со член 6 од Законот за именување на улици, мостови и плоштади. Поточно ги навредува националните чувства на македонскиот народ и предизвикува нетрпеливост и раздор помеѓу етничките заедници во земјава. Улиците кои се офатени со нашата иницијатива сега ги носат имињата на Адем Демачи, Ернест Количи, Митхат Фрашери и Сулхотла, кои не само што немаат никаква допирна точка со македонската историја и македонската држава, туку се спротивни на антифашистичкиот дух на борбата на македонскиот народ за слободна држава. Мотивот за поднесување на оваа иницијатива не е од етнички карактер. Напротив, македонската историја изобилува со албанци кои биле дел од антифашистичката борба и се бореле рамо до рамо со македонскиот народ и другите народи за независна и слободна македонска држава. Такви личности се Ибе Паликуќа, Кемал Аголи, Том Ник Ѓелај, Нафи Сулејмани, Шахи Мехмети, Мурат Бафтијари, Шаин Садику и уште многу други. Левица како политичка партија која во своите редови има членови од сите етнички заедници, смета дека именувањето на улиците и другите објекти во Република Македонија треба да биде по личности кои се дел од генезата на Република Македонија како слободна и независна држава и кои што се во духот на градењето на соживот базиран на заедничките антифашистички темели, се вели во соопштението на Левица. Strojnik ja si pratim da te posvršam. Amanet ostanal od pamti vek, gre bilo boj se saka da ne se zeme. Amanet ostanal od pamti vek, gre
Во кабинетот на градоначалникот на Битола Тони Коњановски беше потпишан трипартитниот договор со кој започнуваат оперативните активности за поставување на фотоволтајци на подрачното основно училиште Даме Груев во село Долно Оризари. Фотонапонскиот систем ќе биде поставен со средства во висина од 400.000 денари, донација на амбасадата на Народна република Кина во земјава. Амбасадорот на Народна република Кина, Џанг Цуо, како донатор, градоначалникот Тони Коњановски како примател на донацијата и представници на фирмата изведувач Solar Spectar AG Скопје го потпишаа трипартитниот договор со кој практично започнува изведба на системот со вкупна инсталирана моќ од 12,1 киловат-часови. Подрачното основно училиште Даме Груев опфаќа околу 160 ученици од 1 до 9 оделение, а во состав на објектот е сместена и една група на деца од предучилишна возраст. Покрај обезбедувањето на донацијата, општина Битола продолжува со капитални инвестиции за кои оваа година се исплатени 154 милиони денари, што значи реализација од 45,1% од планираното, а во моментов на општинската сметка има 273 милиони денари. Нема ден јас да не помислам кај сум што сум, со што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не опсујам. Судба клета, зошто окупат јас прелетав. Очи има, фама не гледа. Земјава ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Што ми лежи сега, знам јас со ти каменот. Дома тежи торка леп со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите. И за дома да не патите. Нема на земјава ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија.
Македонија, соза за Македонија. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг, ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Кај ли беше кој те видел, љубов ти си крила, ладна постела ти била, сама ти си спиела, ладна постела ти била, сама ти си спиела, ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Зошто од мене се криеш, љубов ти побарај ми, немој мене да ме лажеш, што те мачи кажи ми, немој мене да ме лажеш, што те мачи кажи ми, ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
Јавното обвинителство поднесе обвинение за проневера против медицинска сестра од клиниката за онкологија која се сомничи дека крадела цитостатици. Осомничената не е достапна за органите на прогонот. Јавното обвинителство против неа поднесе 2 обвинителни предлози за кривични дела проневера во службата. Во текот на претходна постапка, обвинителството обезбеди докази дека обвинетата, со намера да прибави противправна имотна корист за себе, присвоила поголем број ампули со различна намена во вкупна вредност од 59.760 денари, кои биле доверени во службата. Ампулите ги изнесувала од работното место, а потоа ги оставала во автомобил со намера да ги продаде на друго лице, појаснуваат од обвинителството. Медицинскиот директор на Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија Виолета Клисаровска на почетокот од месецов информираше дека медицинската сестра била фатена во повторен обид за кражба и дека е отстранета од работа. На новинарско прашање какви овластувања имала досега отпуштената, директорката одговори дека станувало збор за медицинска сестра во дневна болница и не била директно поврзана со подготовка на лековите. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално, за крајот капчето за најмладите и приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми исткајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат.
Навргу, царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И, што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види, пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или можеби не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со најпознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејќи ги рацете.
не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: Ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.